Филип Петит има 73 години, но годините не го прават повнимателен. Познатиот француски акробат оди по јаже. Неодамна беше за прв пат во Вашингтон. Се уште не користи заштитни мрежи или затегнувачи, додека одеше преку 15 метри во музеј во главниот град. На неговиот тим му требаше околу една недела да го постави јажето од 30 метри под плафонот на музеот. Оваа зграда е неверојатна. Таа е една од најубавите локации на кои некогаш сум поставил јаже. Тој одеше по јаже на два одвоени настани, кон крајот на март. Едниот беше за возрастни со цел да се соберат средства за предстојната изложба во музеј, насловена како Building Stories, која ќе биде отворена за јавноста во ноември. Втората изведба беше специјално за локални основци. Ми се допадна. Во својата повеќе децениска кариера, Петит прави акробации на некои од највисоките згради во светот. Неговиот прв настап беше во 1971 година, кога одеше по јаже помеѓу двете кули на катедралата Нотр-Дам во Париз. Во 1973 година тој прошета низ пристаништето во Синдеј. Може би е најпознатиот негов настап во 1974 година во Светскиот трговски центар во Њу Јорк, кога одеше без дозвола од градските власти меѓу двете кули близначки, додека минувачите со стравопочит го гледаа подвигот, речиси 400 метри подолу. Бев нетрпелив, но многу среќен што ќе одам по јаже. Не знаев што да правам, се беше импровизација. Мислев дека ќе прошетам, па се вратив назад, па повторно одев. Останав 45 минути, не беше планирано. Петит беше уапсен веднаш штом безбедно се спушти на земја, но беше ослободен во замена за бесплатен настап за деца во Њујоршкиот Централ парк. Денес речиси половина век по познатиот настап, тој се уште оди по јаже, секој ден, иако сега сите негови настапи се планирани и одобрени. Приближно 3 часа вежбам, час и половина загревање и жонглирање и час и половина во мојата градина на јаже. Ја пишувам мојата автобиографија и сакам да продолжам да настапувам низ светот. Никогаш нема да се повлечам. За него се снимени неколку филмови, вклучувајќи го и Men on Wire, кој освои Оскар.